Чувајте се добро и ти и твојата коса, во ред ли? Благодарам, бато, и ти исто. Не се дружевме многу со тебе, млада момче. Чувај се и се гледаме некогаш. Чувај се, бато. Бату, доаѓаш со мене. Во ред, ама каде? Ке ти најдеме сместување, ајде. А вие што гледате? Ајде на работа. Здраво, со лесно. Доаѓаме од хотелот Сандалово дрво. Ние немаме ништо празно. Ако вие имате да го сместиме Здраво, пријателот. добре дојдовте. Да проверам, ама денови ве имаме многу гости, да знаете. Како така и кај вас? Насекаде баравме, нема празна соба, не ми е јасно. Хазиран, јас навистина можам да се снајдам за смештај. Во ред, чекај малку. За жал, цела недела немавме празна соба. На горната уличка е хотелот Манолија. Бевте ли таму? Тој ми е пријател. После вас ке одевме кај него. Ако имате број, може да им се јавите? Секако ќе се јавам. Седнете вие, ве молам, што ќе се напиете? Не, ништо не треба, многу брзаме. Во ред. Подобро врати се во Истанбул, Бату. Енергијата не ти одговара за овде. Не е со местово, со појразни ми одговара. Затвори ги сите хотелски соби на островот. Веднаш да нема празна соба. Побрзај. Во ред. За жал и таму е полно. Како така? Значи сите хотели на островот се полни, така? Мислам, во средина на сезоната сме. Поради тоа, а утре ни доаѓала една голема група, ќе не затворат и нас и хотелот Манолија. Вчера да дојдевте. Разбирам. Бату, добар си? Господине, добро ли ви е? Не, мислам, ми се стемни малку, ми се слоши. Пешачевме по Жешково, па затоа беше. Да одиме во болница? Не, само треба малку да легнам, ако заспијам ќе ми помогне. Да. Ајде, дојди седни овде. Седни. Сакаш да ти донесам вода? Не. Ама и ти не изгледаш добро баш. Бидејќи не ми е добро, уморна сум, ненаспана сум, дури сум и гладна. Немам енергија за ништо. Знаеш дека и јас сум многу гладен, знаеш така? И пицата стигна. Одлично. Ти тука ќе спиеш. Може. А ти каде внатре? Секако дека некај Бириџик. Душо, доаѓаш, нели? Каде дали доаѓам? Тебе не ти јавија? Што да ми јават, Бириџик? My mistake. Ѓоркем требаше да се јави. Значи, тој им се јавуваше на гостите. Ова, правиме сансет забава. Ке славиме за Едисонце. Гости, така? Не знае, Фионака не може да дојдам, ама ми треба место за спиење вечерва. Хазиран, врапче мој, дојди остани кај мене. Дури остани колку сакаш, куќата е твоја. Ама дојди вечер, ке се забавуваме. Што е ова, бе? Абе, цел ден дувам само Лори, и не можам. Не се знае дали станува збор за детска забава или забава за возрасти. Давам оставка, готово. Полуде човекот. Боже, боже, што е мајкино, тешко ти е. Фирмата на Садик е надуен балон. Добро, тогаш остави ги балоните во ред. Оди среди внатре, чисти малку. Направи нешто, во ред? Боже. Ајде. Во ред, ама те молам вечер да дојдеш, разбра? Сите ќе дојдат. И твојата најблиска другарка ќе дојде. Мелиса. Ов Бириџик, не почнувајте, молам, во ред? И Појраз доаѓа. И Појраз? Добро,
Нека дојде, што да правам? Не се ворит, се гледаме вечер. Значи се надевам. Ајде, бај-бај. Добро, тогаш се гледаме. Бај-бај. Нема ништо лошо, нели? Не. Бириџик. Организирала класична забава, сите ќе оделе кај неа и ете така. И поирасли. Многу сум среќна што ќе одам со тебе на забава. Само да ти е добро, тоа е најважно. Мене секогаш ми е добро покрај тебе. Значи, деновиве нема да мислиш на ништо друго, сен да ти е добра. Не, нема да мислам, не грижи се. Мислев дека ќе одиш со Харзиран. Не, Та, нема ли да дојде на забавата? не знам, не зборувавме. Може би има друга работа. Изгледа на забава. Да, Добро. Многу убаво. точно, многу убаво. Сите соби во хотелите биле зафатени. Вечер ке спијам кај Бириџик. Пријатно. Која е таа девојка? И порано ја имам видено. Идил. Да не се со Поирас. Не, нема врска. Сакав да кажам да не се роднини. Не, обична другарка. Разбирам. Ах, Латиф, полуден. Се јавува без престан. Уште многу ќе ме чекаш, Латиф Ефенди, уште многу ќе страдаш. Ти што правиш? Ништо, ете од досада. Да не се венча некој? Нема кој ќе се венча, Боже, Боже, и тоа на оваа возраст. Погледни ме ваму. Погледни ме. Не можам, ако погледнам ќе разбереш. Божам, вака не разбирам. Јас сум ти сестрама, изгледа заборави. Кажувај, бргу кажувај, кој е тој? Кој? А? Не е така, значи Ѓорке сакаше и јас реков да. На кого му рече да? Тоа сакам да знам. Фатих. Што? Јас тоа го знаев. Не викај. Знаев од почеток, знаев. Ама никому да не се кажала, добро? Нема, на кого ќе кажам, жити Господ? Само на вистина не можеш со овие... Јас така мислам. Не може и да се најдам и да одам на вечера. Ќе откажам се. Не се глупирај. Сега мене малку ќе ми препуштиш. Држи ова. Не, на вистина ништо не бива од овие твои работи. Ти реков. Знаеш што? Да сошиеме нешто заедно. Јас и ти. Да. Не може? Ти ветувам, нема да ти ги украдам идеите. Може. Во ред.
Ајде школки, ајде школки, ајде школки, ајде школки. Секако, има школки. Требаше да вртиш и јаре таму. Многу одговара на концептот. Господе Боже, малку е чуден, што е ова? Се колнам, јас ништо не знам. И онака човекот отвара тезга, каде ќе стигне? Бога ми, јас не знам, ама многу се скараа со Дада Хазиран. Поздрав! Добре, дојде Душо. Може би не требаше да дојдам. Зошто, Душо, зошто да не? Тука нема тугинци, сите сме другари долго време. Дури јас велам од сега повеќе да се дружиме. Нели? Тогаш јас додам да се дружам. Добро. Добро. Како сте? Нас не праша? Да? Не сме навикнати од тебе. Немој така. Направив колач, го пробавте? И таа сореви. Немаме намера да се труеме. Идел јас го пробав колачот, одличен е. Рацете да ти се позлатат. Благодарам. Господине Ѓоркем, дојдете да јадете школки. Ви гарантирам, не сте пробале вакви школки. А зошто? Затоа што за кратко сите ќе ги снема. Сите ќе се продадат. Повелете дојдете. О, Господе Боже, уште ми вели школки. Каже ми Господ. Полуде по тие школки. Нема да јадам школки, нема да јадам. О, Господе Боже. И онака имам голема мака. Останав без дом, на улица сум за никаде. Како така, ти сфрлија од А што куќата? ти е гаеле? Не ми изфрли, а избегав. Гледај ја таа тезга. Ајде шведска маса, кркај. Што има помеѓу тебе и Мелиса? Таа ли ти кажа? Никој ништо не ми кажа, Алпер. Се е очигледно. Кажувај. Види, премногу си измешаа работите, бато. Што знам, не сакав да ти кажам, бидејќи ти беше многу зафатен. Алпер, слушај, ако продолжиш вака и Мелиса и Бирџик ќе ги растажиш. Тоа не ти доликува. Размисли добро. Одлучи се. Не е проблем да се одлучи. Види, многу измешано, бато. Искрено, јас не знам што да правам. Алпер, прави што правиш, само не одолговлекувај во ред, да ти кажам уште нешто. Немој да ја игнорирате Идил, земете и неа во друштвото. Сигурен си? Значи станува збор за Идил. Прави како што кажав. Во ред, така нека биде. А како сте со Хазиран? Добро, многу добро. Сега си седат со Бату дома кај неа. Не ме гледај така, не ме интересира. Бурак Душа, Молам? нели ти живееш со твоето семејство? Да, Косата си е собрал, ти доликува. ти благодарам. Ама ништо од тебе. Всушност може тука, ама овде постои голема можност за скандал. Го гледаме господинот Појрас, ама неговата куќа е огнена стихија. Значи таму не се спие. Господине Ѓоркем, Мајкино, подобро да спијам на сплав на море отколку кај господине тебе. Ѓоркем, Се изгледа многу убаво. Како е забавата, а? И вие одлично изгледате. Ајде да правиме селфи. Алпер, сакам мој, каде си? Дојди. Тата! Момент, стигна порака од Хазиран. Хазиран не можела да дојде. Му се покачил притисокот на Бату. Како и да е, во ред. Ние да се сликаме. 3, 2,
Еден. Да видам. Многу сум убава на сликата. Супер. Ќе ја споделам. Да видам. Бога ми требаше да одиш ти, Хазиран. Ти прво да оздравиш. Се случи нешто, што правиш? Ставиле сторито, а го гледам. Можеш да одиш во секое време, знаеш, така? Остави, онака има гужва, има многу непотребни луѓе, се предомислив. Во моментов се чувствувам многу лошо, знаеш, поради мене ти се упропасти цел ден. Тоа е така, но многу ми се спие и не сум во состојба да одам сега. Добре, и што ќе правиш? Ке чекам да оздравиш, потоа ќе одам кај тетка ми, што знам. Не грижи се сега, јас ќе си оздравам. Дај Боже. Насмеј се. Што правиш? Спомен е ова, спомен. Види, за 4 минути 300 души го гледале. Одлично. Да, и Бату го гледал. И тие ставиле селфи. Види. Хазинче, забава со крвен притисок со мојата Хазинче. И во болест и во здравје. И во болест и во здравје. Да, погледни го бе, погледни го. Детево има ѓаволски поглед. Не бе, добар е Бату. Дојдовме да се забавуваме, нели? Идол, ти уживај во ред, веднаш се враќам. Залудно се нервираш. Ти кажи ми што да правам, Алпер. Не се нервирај, бидејќи ја сакаш. Лесно е за тебе, нели? Лесно е. Мојот појраз што го познавам, не би ја оставил неговата сакана девојка да седи со друг. Сигурно намерно го прави. Знаеш каков гат е тој? Нормално дека сака Хазиран да остане со него. И тогаш што чекаш? Ајде, оди. Ајде, де. Идил, Доаѓам. морам веднаш да одам. Ти остани, забавувај се во ред. Одиш кај Хазиран? Доаѓам јас. Нели сум медицинска сестра, ќе му изберам притисок на Бату. Не, нема потреба, остани овде, уживај си. Појраз, не можам да уживам без тебе. Сакам да видам покрај тебе. Добро, тогаш, ајде. Останав за никаде. Гарантирано е дека не можам да одам ни кај Хазиран. Немам куќа, бе, немам куќа. Дојдете кај мене, господине Ѓорке. Да дојдам кај тебе, нели? Како да останам кај тебе, жити Господ? Ти секогаш си гладен, бе, синко. Ти ноќе и мене ќе ме изедеш, се будам наутро, мене ме нема. Не може, Садик. Убаво изгледа. Да. Ама јас ќе ти ја дизајнирам и венчаницата. Добро. Што е сега ова? Во ова време. Колку лош звук. Синко, свири нешто љубовно, што е ова? Вадоха нас има само народни песни. Латив, што е ова? Зенеп, всушност сакав да создадам романтична атмосфера за тебе, ама еве овој го најдов. Играј тебе, Дадо. Луд ли е, бе? Не до толку. Керко, што правиш, нехер? Не снимај, влези внатре. Врати се дома, Зенеп. Ова, можеш ли да се вратиш дома, Зенеп?
Латиф, замолчи го овој. Спушти го тоа, бе. Не посрамотуваш пред луѓево. Абе, вие нели бевте скарани? Што бараш ти во оваа куќа? Слушава му, Латиф. Ако има скарани, тоа сме јас и ти. Љубов, јас всушност ќе го донесе оркестарот на општината, ама се откажав за да не кажат дека ја злоупотребувам функцијата. Те молам, љубов моја. Кратко кажано, се извинувам многу, те молам, врати се дома. Накратко кажано. Види. Накратко и кажано. А? Никој нема да ја прегази сестра ми, во ред, така да знаеш. Ајде. Дојди, Селма. Зейнеп! Уф. Свириш ли тажни песни? Свира, бато. Ајде. Одиме. Што е ова, бе? Зурладжија донел. И уште ми вели, кога се смиривте вие? И се зачуди, вака збунето гледаше. Чекај се едем, стомакот ме боли. Зурладжија, да беше со виолина некој. Зурнаджија. Умрал. Господе, ај, господе. Селма, се извинувам. Затоа што не ти бев добра сестра. Затоа што не ти покажав љубов. Се извинувам затоа што ти ги украдов креациите. Да почнеме од нула, Дадо? Што се случува, бе? Навистина не ми се верува дека го направи тоа, немам веќе зборови. Зошто, а што направив? Срамота е ова што го правиш. Уште не ме е јасно што сум направил. Не, со ова што го направи, ако си во право, изгледаш како да си виновен, да знаеш. Навистина се уште не ме е јасно што сум направил. Зошто дојде без да се најавиш? Згора се со Идил. И што направи, сега ме заштити од Бату? Бога ми, дојдов да го посетам болниот. Друго ништо не знам. Секако. Колку убаво бевте на забава, нели се забавувавте? Што се случи наеднаш, а? Дојдовме кај тебе да го посетиме болниот. Многу ни беше жал. Да. Малку се исплашев од тебе. И да се плашиш. Притисокот навистина му е висок. Еј, навистина, јас мислев дека е нормален. Да провераме температура. Не се плаши, нека са. Има и малку температура. Што зборуваш, ма? Чекај да видам. Да, има малку. Ништо не му е на овој. Да видам. Тргнете се. Има. Да видам. Ете, ништо не му е. Има температура. Навистина има. Навистина сум болен. Навистина сум болен. Како навистина? Значи, се чувствувам болен. Ете и сестрата потврди. Лимон и вода се добри за притисок. Јас да видам. Немам цедилка, го цедам со рака, ама не можам.
Добро е. Добро. Ти која си, ме? Никоја. А ти кој си? Никој. Да не му се пушташ на појраз. Ти? Бога ми, јас не му се пуштам на појраз. А на Хазиран? А ти? Да не те интересира. Разумно. Кога ќе признаеш дека си љубоморен? Љубоморен. Ајде, кажи ми. Двајцата знаеме дека затоа дојде овде. Мислам дека ти кажав зошто дојдов, ама... Ако се научиш да ги изразиш чувствата, ќе ни олесниш и на двајцата. Ама, секако јас ќе се обидам да се справам со тебе до тогаш. Не спиеш ли синоќа? Не спиев. Не можев да спијам. Зошто? Знаеш зошто? Имам еден другар, нека е жив и здрав, се вмеша во една неволја и така јас цела ноќ чекав пред станица за да излезе тој. Ама дали го заслужува тоа? Не сум сигурна. Да бидеш или не, прашање е сега. Дали поблагородно за духот? Да издржиш пред праките и стрелите на бесната судбина или оружје да кренеш против море неволи за во борба со нив? Да им ставиш крај? Да умреш? Да заспиеш и ништо повеќе? Спиејки, да кажеш... И во ред. Ѓоркем душо, значи играта вистина или храброст не е таква игра. Рековте храброст? Те разбирам, седи си на место, важи? Вие немате почит кон уметникот и уметноста, никој од вас. Шекспир, мајсторе, ти се извинувам во име на овие овде. Уште една ноќ се посрамотив заради други. Добро, ќе ти прости тој. Сите вие што почитувате школки, повелете последните школки. Садек, немој. Ѓоркемче во ред, ајде да го вртиме шишето. Да го завртиме. Во ред, велам храброст. Штом рековте храброст, госпогице, тогаш да го чуеме вашиот прекрасен глас, да видиме како пеете. Во ред, сега ќе пеам. Добро. Јас никому не се жалам, самата си плачам, самата си плачам. Бога ми, сега и јас почнав да плачам. Значи, Што е? голем аплауз за мрднатава. Вие ништо не знаете. Да земеме школки, што да правиме? Многу си измачи во ова време. Дај. Мелиса. Ојде, повелете, каснете уште некој школче на крај што остана пред да играте.
Немој. Вистина или храброст? Вистина. Сигурна си? Ајде во ред, да не ја расипуваме атмосферата. Ајде, немојте, да не ја расипуваме. Во ред? Дали си ти заљубена во некој од овој остров, Мелиса? Да. Во кого тоа? Ајде. Ама, дали го познаваме? Господе, јас ли носам скандал каде и да одам? Што е ова? Како дали го познавате? Ете рековме од островот дека е. Штом островот е мало место, нели? Тоа тогаш значи дека го познавате. Е, кој е тогаш? Тој. Јас? Ние долго време се дружиме со Бурак. Јас Бурак. Да, веќе нема потреба да криеме. Нема потреба да криеме. Нема шанси ова да е вистина. Вистина е. Да, вистина е. Девојко влезе во спротивна насока. Не се глупирете, бе. Не се глупирете. Епа, јас ви честитам. Еден аплауз молам за ова, а сега школки да јадеме после малку во убава вест. Ајде, школкички. Одлично, одлично, одлично бе, одлично! На вистина, одлично, ви честитам! Да ве прегрнам, да ве прегрнам! Одлично, одлично! Ви честитам, ви честитам! Како така, како е можно да нема цевка во Исти го куќава? веќе уште ли не завршете, нема цевка. Слушај му, сестро, и онака имаше тешка работа. Да не се караме од првата минута. Болен сум јас, болен сум. Не зборувај, ако пиеш, пи. Не прави така. Појрас, да си одиме ние, што велиш? Додиме, но Хазиран е многу уморна, синоќа не спиела. Е, Значи, ти ваква не можеш да се грижиш за Бату. Нема потреба да се грижиш, го контролирав. Не така. Значи, Бату вечер нека остане кај мене. Да, моја грешка, јас го направив тоа. Ете вака ќе му се извинам. Ти што велиш на тоа, Хазиран? Може. Ти сега иде стани. Ај, Дојди ваму, дојди. Појраз, не може така. да не ми се искина раката пред малку. Идил, ќе го испратам Садик, тој ќе те однесе дома во ред. Не можам сама да одам. Јави ми се. Хазиранче, Хази, Престани бе. Хази. Појраз, Трпение, Идил, трпение. Слушај ваму. Глас да не си пуштил во ред,
Утре ќе си одиш од островот. Тогаш се гледаме. Се гледаме, Мелиса, како да правиме сега. Ајде, бај. Се гледаме. Мелиса, ма, изгледа се срамите затоа што сте нови. Да. Тогаш и јас да одам. Да ви кажам нешто. Треба нешто да ви признаам. Јас мислев дека има нешто меѓу вас двајцата. Значи веќе подолго време ве следам. Ама вечерва дознам дека сум била многу глупава. Вечерва многу ми олесна. Мелиса, душо, Алпер нека те однесе дома. Не, нема потреба на вистина. Како може така? Не оди сама. Алпер ти однеси ја, душо. Добро тогаш. Во ред. Добра ноќ. Добра ноќ. Се гледаме утре. Во моментов сум бездомник. Абе, хоумлес сум. Епа, господине Ѓоркем, не ви се допаѓа ни едно место што да ви правам. Мајкино, тоа е точно. Малку сум принципиелен, да. Признавам, не ми се допаѓа се и се што. Добро, тога што станете кај мене. Буцко мој, види. Откажи се веќе од тој предлог, ќе те навредам. Господине Ѓоркем, онде, ејде, дојдете да видите, ако не ви се допаѓа, излезете си надвор. Ми издосади. Ама тебе не ти издосадува. Ајде, покажи ја, оди ме, продолжи. Дојди, следи ме, ајде. Нели е малку темно? Само вие влезете, јас сега ќе стредам се. Не до толку. Со плескање раце? Да. Колку убаво. Не ми се верува. Садик? Куќава е твоја? Па се прави лесно ако работиш 5 работи дневно. Што си ти? Јас ли сум прв кој доаѓа во куќава? Бога ми, прв сте, господине Ѓоркем. Никој досега не би дошол. Сега секој си има своја мака и свој проблем. Ненормални. Како не дошле, бе? Па куќава е замок. Ете, јас направив нешто. Не ми се верува. Троседов е прекрасен. Многу си го сакам да тросе. Кадифен. Оп. И тој ме засака. Те засека. Од сега сме си имели во куќава садик, душо. Значи, куќава ме заслужува мене. Ќе дадам пари колку што треба. 2000. Лири. Како? Кирија. Добро. Неделно. Може. Што? Леле. Добро, шега, месечно. Ама сега ова не е играчка. Добро де. Значи бурак, а? Да. Ич не ми се верува. Не мораш да веруваш, Алпер. Види, немаше потреба од такво нешто.
Мислиш дека го направив за тебе? За мене, за Бириджик, за никого немаше потреба. Јас продолжувам со животот, Алпер. Бурак е многу сладок, се гледаме некое време, се гледавме. Не ме лажи залудно, не верувам. Не можеш да ме увериш. Зошто ми ја кажа таа приказна во гимназијата? Си бил заљубен во мене и не си ми кажал. Зошто сега? Мислам, онака ми текна и ти кажав, не знам. Само толку? Многу ни е добро со Бурак, а вам ви посакувам среќа. Појраз, Зошто не спиеш? имаше светло кај вас, сакав да се уверам дека нема да се карате меѓу себе. Може да влезам? Секако. Нема да се напаѓаме. Можеш мирно да спиеш во ред? Јас ке спијам, но... Ти зошто дојде? Имаше светло кај тебе. Хазиран, нели ти ми веруваш? Зашто тоа? Како зашто? Ете за Бату. Ми веруваш или не ми веруваш? Тоа кажи ми. Слушај, тој навистина е злобен човек. Не ме тере да го повторам тоа. Појраз, зашто зборувавте со него? Остави. Не може. Што ти кажа? Појраз. Појраз, да не ти зборуваше за минатото? Да не ти кажа чудни работи? Појраз, ти затоа ли го удри? Појраз, немаше потреба. Навистина немаше потреба. Тоа беше чиста глупост. Бато и Бириджик беа другари, имавме заедничко друштво, сите велеа дека си одговараме, неколку пати бевме да вечераме, се допишувавме 2 недели и толку. Пробавме и ништо, ниту еднаш не сум помислила дали можеме... Добро, нема потреба од објаснување. Ама ме тераш на тоа. Немаше ништо меѓу нас. Тоа не е проблем. Проблемот е што ти си го ценила тој човек, си го примила во твојот живот и да е за кратко време. Појраз, тој ништо не ми значи и никогаш не ми значеше. Тоа е смешно, чудно дете кое мисли дека раскажува смешни приказни на свој начин. Толку. Очигледно и тебе ти раскажал некои невистини. Појраз, те молам, не го слушај. Еве те замолувам. Те молам. Може ли сега да ме заспиеш? Ајде. Дали е 12 часот? Да, а зошто? Онака. Многу сум уморна. Знам.
Синоќа постојано мислев на тебе. И јас на тебе. Појра, сакам веќе да бидам спокојна. Ајде тогаш затвори ги очите. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Јас да ти помогнам. Слушај ваму. Ако сакаш да дознаеш нешто во врска со мене, прашај ме директно. Сега оди легни и одмори се. Утре ќе патуваш. Добро што сум се родила. Сине, изгледаш многу блед.
Проклети да се. Дојдоа на островот и ни го нарушија мирот. Што се договоривме, баба? Нели ти реков да не тагуваш? Навистина ми е добра. Добро ли ти е, сине? Добро ми е добро. Знам сега сите се плашат да не бидам како стариот појрас, ама нема. Јас оздравив. Нема да има такво нешто. Господ да ми те чува цел живот. Дај Боже да бидат оддалечени од тебе тие што може да те растажат. Душо моја. Добро утро! Момчето на кој му е повредив главата. Баба! Господ здравие да ти дава цел живот, дај Боже добро ти утро. Да го испратам другарот, бабо. Леле, кога ме вика другар, вака пеперутки ми летаат во срцето. Оди, ајде, оди. Каде ли летаа пеперутките, во стомак ли летаа? Време за збогување, а? Слушај, ќе го напуштиш островот и никогаш повеќе да не доаѓаш овде и да не се јавуваш веќе на Хазиран. Всушност би било многу подобро ако тоа ми го дадете како список на задачи за правење. Во ред, тогаш што одиме? Значи сериозно велиш дека Хазиран не ја даваш на друг? Ти уште ли не се опамети, бе? Се опаметив, бе. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Се ли е во ред? Ек си одам. Супер. Така треба да биде. Даде. Ако даде Господ, вечер ќе тргнам на пат. Да одам да се поздравам со Еснафот. Штета сите ќе тагуваат по мене. Нема што да се прави. Ама нема да одбијам појадок од вас. Може. Може, ти чекај ме онде, сега доаѓам. Ти и онака појадуваше, ти нема потреба да доаѓаш. Точно. Збогум сериозен човеку. Од каде сега на појадок? Секако нема да појадувам со него. Имам една нерасчистена сметка со него во ред. Никој не смее така да зборува со мене. Таква лекција ќе му одржам што нема да се осмели да состави реченица. Добро, тогаш може така. Добро. Освен тоа, денес никој не може да ме растажи. Зошто, што е денес? Ништо. Ти ли го купи ова ланче? А потоа го фрли во ѓубре. Многу ти доликува. Благодарам. Во ред тогаш се гледаме. Ќе се видиме. Навистина куќава е твоја, Садик? Сега баш сум почестен, сум благодарам многу, ме устреки. Не знам што да кажам. Мелиса, дојди де, дојди, види, и твојов е овде, дојди. Дојди. Добре дојде во Долно Бахами, кукло. Навистина сум збунета. Погледни и бојфрендот ти е овде, ја собрал косата. Добро, ќе се видиме. Како си? Бурак, многу се извинувам. Не е важно, само да знаев од порано ќе ти помогнев. Мислам, сега дознав. Што дозна? Како што ете за тебе за Алпер. Како бе? Патугинце ли се овие? Ке направиме консензус. Поради тоа и се собравме. Од секоја глава по еден ум. Зошто секогаш се наоѓам во вакви ситуации? Само да ти кажам нешто.
од секогаш мислев дека си одговарате. Да, секако, Душо, од секогаш си одговаравте. Значи, од самиот почеток, да. Бога ми, јас мислам дека си одговарате, Мелиса. Се разбира, Душо, Алпер и Мелиса стана пар број 1. Број 1. Се разбира, да. Дейвид Бекам, Викторија Бекам. После продолжи. Да, пријатели. Јас, Алпер Бириџик. Така не може. Ама Кукло, ти си даде автогол. Зошто влезе во таква игра на самиот почеток? Така ме погледна таа девојка што како се да знае. Се исплашив што да правам, ќе кажав било кој. Например, да го видев Садик, ќе кажав Садик. Сега баш сум почестен сум, благодарам многу, ме устреки. Не знам што да кажам. Почестен сум, да. Ке одам да продавам сладолед на плажа. Дали сака некој сладолед? Господ да те казни. Почна убаво како плишано мече. Како наеднаш се расипа. Веднаш стана есна, веднаш. Нема сладолед, младолед, не сакаме. Лижа ли некој сладолед овде? Не. Товаш. Еј, луѓе кои не лижа сладолед. Еј, луѓе од Долно Бахами. Создавам консензус, ја отворам седницата. Темата е љубовта на Алпер и Мелиса. Ке ви недостасувам, да знаете. Леле, има нешто сериозно, нели? Ти, што поточно му кажа на Појрас? Мислев дека ти кажал. Си му кажал работи кои никогаш не сме ги доживеале, што направи ти? Хазиран, намерата ми беше да те заштитам. Го провоцирав Појрас. Сакав да се уверам дали на вистина те сака или не те сака. На вистина. Малку претерав, да. Ама немав лоша намера. Слушај, ти постојано вака се шегуваш? Немој. Појрас не е таков човек. Сериозно те сваќа. Од сега ќе стоите подалеку еден од друг во ред и онака си одиш, ама сепак да ти кажам. Во ред, не е проблем. Освен тоа, од сега па натаму никому да не си кажал такви невистини за мене. Хазиран? Што Хазиран? Нема Хазиран. Немој да го искористиш моето име во твоите глупави игри. Ке се казнам соодветно како што треба, господине. Да не се сомневате воопшто во тоа. Не сакав да ве растажам воопшто. Ве молам да ми простите. Ти навистина не си нормален. Се смиривме ли? Не сме скарани, деца ли сме ние? Види, последен пат ти кажувам, не сакам веќе вакви работи. Сега среќен пат. Појадок? Не сум гладна, ти јади сам, с Богом. Аман бе. Само обично с Богом, така? Ова ние ли сме, Хази? Дали ова ни доликува нас, бе? А?